Насловна страна на денешниот дневник. Општината и јавните предпријатија започнаа да ги применуваат препораките за штедење на струја. Од Конфедерацијата на слободни синдикати предлагаат јавната администрација да работи 2 часа помалку во текот на денот за да се штеди струја. Охридските матични лекари се приклучуваат на протест на ЕСНАФ-от. Жителите на Долно Лакочери кои претрпеа штета поради дефект на трафостаницата да побараат обештетување од Евана. Се навршија 13 години од најголемата бродска несреќа во Охрид. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево време со локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 25 степени Целзиусови. Во вторник во западна, северозападна и централна Европа ќе има услови за нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во останатите предели под влијание на поле на висок воздушен притисок ќе преовладува претежно сончево и релативно топло време. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со пораст на температурите. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 23 до 32 степени. Во Македонија во вторник во раните утрински часови ќе има појава на слаба магла. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и релативно топло. Минималните температури ќе бидат во опаѓање и ќе се движат во интервал од 9 до 18 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија ќе достигнат до 20, односно до 29 степени. УВ индексот ќе има вредност 5. Во Охрид во вторник ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен североисточен ветер. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната до 24 степени. Во среда и четврток во Охрид по свежото утро и температура од 13, односно 14 степени, во текот на денот сончево и топло време со максимални 26, односно 27 степени. Во петок претежно сончево време со појава на локална облачност, утринската температура 15 степени, а максималната дневна до 26 степени. Супер акција во Миса Маркети. Меглеш лак спреј 250 грама 89 денари. Кикирики пржени 350 грама 49 денари. Мусли 600 грама 169 денари. Семана 1,7 литри 195 денари. Ервик 19 милилитри 155 денари. Илирија шампон 230 грама 89 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Доктор Танжу Шашко, Dent in Aesthetics, вработува доктор стоматолог за работа во општа стоматологија. Работно време од 10 до 17 часа, од понеделник до петок. За сите останати услови, јавете се на телефон 046 25 71 50 и 070 24 90 91. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Започна примената на препораките на владата за штедење на електрична енергија. Локалната самоуправа применува дел од нив, општината и јавните предпријатија се во мрак минимално осветлени со една светилка. Граѓаните велат и без препораките поради ниските плати и брана од поскапувања и претходно штеделе на електричната енергија. Охрид започна да штеди електрична енергија. Градоначалникот најави дека општината ќе го спроведува она што го препорачува владата во однос на мерките со цел да се преброди зимскиот период, ќе се штеди и во јавните предпријатија и институциите. Од она што во вечерните часови го регистрираше нашата камера, може да се види дека општинската зграда е во мрак, осветлена е само со една сјалица. Иста е сликата и во јавните предпријатија, додека пак центарот на градот и спомениците се осветлени, бидејќи се уште има гости и трае сезоната. И граѓаните добија препораки како да заштедат, но тие велат поради немаштијата и пред препораките штедеа колку што можеа. Претежно на ефтина струја ги извршуваат повеќето од домашните обврски, вклучување на бојлер, машина за педење, правосмукалки, се за време на ефтина тарифа. Охриѓани стравуваат поради сиромаштијата и енормното поскапување не само на струјата, туку и на храната, посебно пензионерите, едва и врзуваат крај со крај. Како што ќе речи држава, така ќе штедиме, нема и да сакаме поинаку не може. Ако сум сам на вечер, не ми треба ни сијалица. Јас имам 40 години работен стаж, земам 12.500 пензија и кажете ми вие самите како ние да штедиме, дали да штедиме струја, дали да штедиме дрова. Се по ваше кажете право. Самите ние не знаеме што да одлучиме. Па да, секако внимаваме со мала пензија на ова, како е скапо све и мора да се внимава. Ама сега мораме да промениме малце, како велат на телевизија, мораме да промениме. А што да промениме? Мораме да шпараме. Не можеме као бојлеро да го пуштиме нон-стоп да работи. Прво то. Друго, релната не сме жената стално, него мораме и на дрва малце. 10.000 пензија струја да платам да ова време не е могуќе. Само наша држава е само за фелење. То секако и порано беше и сега непотребни апарати кои не треба да се уклучени, не мора да се уклучени. Порано можда нешто забораваме и сега и поскапо е нормално. На 200 евра пензија, дали леко или исхрана или што? Ето, мора да внимава. Во недела периме на вечер, готвиме поќе, те работи. Поќе не се може да се штеди. Гледам на секој начин да ти кажам. Зашто скапа ја не можам да ја плаќам. Тоа е работата, ама за нас нема ништо. Еве се мачам новија години, јом не се продавам за динар, за леп. Од локалната велат дека ќе прават анализи во периодот кој следи и најавија дека заедно со другите локални самоуправи преку ЗЕЛС ќе бараат начини за штедење на електричната енергија. Од Конфедерацијата на слободни синдикати ја повикаа денеска владата веднаш да најде начин да им помогне на јавните комунални предпријатија за да се справат со високите трошоци за електрична енергија. Ако тоа не се случи, ќе бидат принудени да ги поскапат своите услуги и да ги отпуштаат вработените, предупредуваат од КСС. Ако властите во најден можен рок не изнајдат решение за субвенционирање на струјата во големите индустријски капацитети и пред се во јавните комунални предпријатија, како даватели на услуги на граѓаните, ќе се соочиме со зголемување на цените за комуналните услуги, но и со губење на работни места. Доведен ќе биде во прашање опстанокот на работникот во тешката зима што предстои, кажа на пресконференција председателот на КСС Благоја Ралповски. Од Конфедерацијата на слободни синдикати предлагаат јавниот сектор да работи 2 часа помалку, од 9 до 15 часот, за да има поголеми заштеди на струја. Таа енергија што ќе се заштеди да се даде како помош на бизнисот и на јавните комунални предпријатија, со што ќе се направи една рационализација, посочуваат од синдикатот.
Почна протестот на матичните лекари. Охридските матични лекари се на работните места и ги згрижуваат само итните случаи. Очекуваат здравствените власти да го верифицираат и наградат нивниот труд. Матичните лекари од денес започнаа со протест на работно место. Прекинуваат со прегледи, закажување на специјалистички прегледи и нема да пишуваат рецепти 3 дена. Управниот одбор на Сдруженијето на приватни лекари ја донесе ова одлука и остави неколку денови на здравствените власти да донесат конкретни решенија за примарното здравство. Од здравствените власти се бара покачување на капитациониот бод, пациенти на ПЗУ, бришење на дестимулативната скала, електронско здравство, зголемување на буџети за специјалисти и лаборатории за руралните амбуланти, да не се затвораат ординациите на докторите кои сакаат да продолжат да работат над 64 години, ценовниците за приватните услуги да се зголемат со 100%. Кон барањата се приклучуваат и охридските матични лекари, информира доктор Љупчо Костески, председател на Сдруженијето на матични лекари од Охрид. Од наша страна обврските кон пациентите најсовесно ќе бидат исполнети и сега се исполнуваат. Сите хитни случаи се збринети, едноставно имаме полно разбирање. Пациентите се обезведени и со хронична терапија, така да нема да има никакви проблеми во овие денови. Луѓето ќе бидат максимално обезведени од наша страна. Сите овие години матичните лекари ги исполнуваат своите обврски на нивен грб, а помина корона периодот и сегашните бранови, а сме без никаква поддршка од надлежните, вели доктор Костовски. Бараме од здравствените власти да ги препознаат нашите барања. Луѓето се на работа, се однесуваат со максимална почит и со разбирање, така да работиме ние со пациенти и совесно од наша страна ќе си ги исполниме обврските. Очекуваме здравствените власти тоа да го верифицираат и да го наградат. Министерот за здравство Беким Сали пак минатата недела изјави дека не го поддржува протестот на матичните лекари. Според него, пациентите не смеат да трпат поради незадоволството на лекарите. Повика проблемите да се решаваат со преговори, бидејќи промени не можеле да се направат за кратко време или под притисок. Матичните лекари не прв пат да ја прекинуваат работата и да поднесуваат барања. До ресорното министерство тоа го правиле неколку пати во изминатиот период пред почетокот на пандемијата. Десетина домаќинства во Долно Лакочереј претрпеле штета поради прекид на електричната енергија кој настанал во петокот. Дел од нив денеска во подрачниот дистрибутивен центар на ЕВН пријавувале прегорени апарати поради висок напон на електричната енергија. Од ЕВН Македонија за ТВМ информираат дека прекинот во напојувањето бил поради дефект во трафостаница како резултат на невреме кое го зафатило селото Долно Лакочереј. Екипите на електродистрибуција веднаш излегле на терен и за брзо време го санирале дефектот. Доколку при воспоставувањето на снабдување со струја на некои корисници им се оштетени апаратите за домаќинство, може да започнат постапка за обештетување. Оваа постапка се иницира од страна на корисникот кој се обраќа до службите на електродистрибуција со барање за обештетување доколку смета дека постои основ, велат од ЕВН. Барањето се разгледува од страна на техничка комисија на електродистрибуција составена од електроинженери и електромонтери, која понатаму дава мислење дали истото е основано или не. Доколку техничката комисија утврди дека барањето е основано, на терен се констатира дали апаратот може да се поправи или не. Во случај на непостоење можност за поправка на апаратот, корисникот се обештетува. Охрид се присетува на најголемата бродска трагедија во својата историја. На денешен ден пред 13 години потона бродот Илинден, а во несреќата загинаа 15 бугарски туристи. Секоја година делегација на општина Охрид и бугарскиот конзулат и амбасадор положуваат цвеќе пред спомен плочата на жртвите на градскиот кеј.
Охрид денес се сеќава на кобниот 5 септември, кога пред 13 години се случи најголемата бродска несреќа во историјата на Охридското езеро. Беше топол и сончев септемвриски ден, езерото мирно, ништо не навестуваше дека ќе се случи големата трагедија. Утрото во 10 часот и 30 минути бродот кој превезуваше 57 патници, бугарски туристи на релација Охрид-Светинаум, се преврте и потона на 250 метри од брегот на езерото, кај автокампот Елешец. Почина 15 бугарски туристи. Бродот Илинден е изграден во далечната 1924 година. 13 години е на суво, како нем сведок за солзите и тагата на жртвите во најголемата бродска трагедија во земјава. Од 5 септември 2009 година до денес преземени се бројни мерки и активности со кои е подигната безбедноста во водениот сообраќај. Гледам дека доста негативни појави се отклонети, секогаш ќе има во житото и, како викаме, и плевел. Никогаш нема да се ослободиме од таква работа, меѓутоа сметам дека напредок во секој случај има. Напредок кој што е задоволителен за нашите услови за функционирање и работење. Трагедијата имаше и судска разврска. Капетанот на бродот Илинден беше осуден на 1 година затвор. Затворска казна за несовесна оценка на техничката исправност на бродот доби и представникот на германската осигурителна компанија Lloyd. Секоја година на дедешен ден, делегација на општина Охрид и бугарскиот конзулат и амбасадор положуваат цвеќе пред спомен плочата на жртвите на градскиот кеј. Успешно заврши 49-та меѓународна научна конференција на семинарот за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на тема Нови перспективи за македонистичката научна мисла. Со истражувањата поттикнати од конференцијата, достојно се одбележаа значајните јубилеи: 120 години од раѓањето на Илјоцки и 70 години од раѓањето на Стефановски, како и 70 години од објавувањето на граматиката на Конески. На 49-та меѓународна научна конференција за прв пат по подолг период се изнесоа нови научни согледби за творештвото на Васил Илјоцки, кои што досега не биле применувани во анализирањето на опусот на овој клучен автор за историјата на македонската драма, при што се дојде до нови заклучоци кои што фрлаат нова светлина врз некои специфики на современата македонска книжевност. Едновремено на конференцијата за прв пат по заокружувањето на неговиот опус, низ научна диоптрија одново се исчита голем дел и од творештвото на Горан Стефановски. Во рамките на лингвистичката секција по подолг период се отворија и низа прашања за јазикот, на драмските текстови и прашања поттикнати од граматиката на македонскиот литературен јазик од Блаже Конески. Традиционално од конференцијата ќе биде објавен зборник на трудови. На конференцијата учествуваа голем број научници, македонисти, балканисти и слависти, а особено значајно е што учествуваа голем број млади кадри. Од полноќ пониски цени и на бензините и на дизелот. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе одлука за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,9% во однос на одлуката од петокот. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС95 и Евросупер БС98 се намалуваат за 2 денари по литар, додека малопродажната цена на Евродизел се намалува за 1,5 денари по литар. Новата цена на дизелот е 98 денари за литар. Новата цена на Евро Супер БС95 ќе биде 85,5 денари за литар, а на Евро Супер БС98 88 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 3 денари по литар и ќе изнесува 94,5 денари. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,277 денари по килограм и сега ќе изнесува 52,463 денари по килограм. Новите цени стапуваат на сила во првата минута по полноќ, односно со почетокот на утрешниот ден. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот.
Најмалку 10 луѓе се убиени, а 15 се повредени во серија напади со нож во канадската провинција Саскачеван. Полицијата трага по двајца осомничени напаѓачи. Напаѓачите оделе од врата до врата и ги боделе локалните жители со нож. Мотивот за нападите не е познат. Командантот на полицијата од домородната заедница каде се случил нападот сугерирал дека масакрот би можел да биде поврзан со дрога. Според полицијата, некои од жртвите биле таргетирани цели, а другите биле нападнати по случаен избор. Осомничените напаѓачи се во бегство со возило и се идентификувани како Мајлс и Демиен Сандерсон на возраст од 30 и 31 година. Во регионот каде што се извршени убиствата е прогласена вонредна состојба, а на жителите им се препорачува да останат во своите домови. Округот Джеймс Смит Кри нација е домородна заедница со население од околу 3400 луѓе кои претежно се занимаваат со земјоделство, лов и риболов. 8 лица загинаа при пад во провалија во обид за искачување на вулкан на рускиот полуостров Камчатка. Силните ветрови ги спречуваат спасувачките екипи кои трагаат по исчезнатите, соопштуваат руските медиуми. Групата била составена од 12 лица, меѓу кои и двајца водичи. Еден од водичите со сателитски телефон комуницирал со властите. Спасувачите предупредуваат дека масивот од насипи на вулкански карпи измешани со снег и мраз е особено опасен за планинарите поради надморската височина и ризикот од вулканска ерупција. Ерупциите се случуваат на секои 4 или 5 години, а научниците предупредуваат на значително зголемена активност на вулканот во последните години. Најмалку 8 лица загинаа во силниот земјотрес што во текот на ноќта го погоди североисточен Авганистан, соопштија тамошните власти. Директорот на информативно-културниот центар во Кунар соопштил дека има сериозни материјални штети и дека бројот на жртвите може да се зголеми, пренесуваат локалните медиуми. Американскиот геолошки институт соопштил дека земјотресот бил со јачина од 5,3 степени според Рихтеровата скала. Тајфунот Хинамнор денеска се приближи до Јужна Кореја. Нивото на тревога е подигнато до максимум. Откажани се бројни летови, затворени се училиштата како и некои компании. Председателот на Јужна Кореја денеска изјави дека ќе биде во состојба на готовност откако ќе им нареди на властите да ја минимизираат штетата од тајфунот, кој беше класифициран како многу силен. 16 лица се повредени во несреќа во Луна парк во Индија. 50 на луѓе се наоѓале на 15 метри високата вртелешка која се урнала. Соопштено е дека меѓу повредените има и жени и деца. Според извештаите на локалните медиуми, неколку деца на возраст од 10 години биле згрижени во болницата. Од забавниот парк изјавиле дека имало технички проблем и дека ќе соработуваат со полицијата во текот на истрагата. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Довидување.